Што се случи со градежната механизација со која на првиот ден од месецов министерот Цугарески и градоначалникот на Прилеп Јовановски го најавија започнувањето на рехабилитацијата на долговетуваниот регионален пат Лагово Витолиште во Прилепскиот дел на Мариово, кој со години е во очајна состојба. Денеска, на 10-тиот ден од почетокот на работите, освен изгребаниот асфалт во должина од неколку километри и ново посланиот асфалт на само околу 300 метри, ништо друго не укажува дека тука се изведуваат крупни градежни работи за проект кој е вреден 40 милиони денари, што го наметнува прашањето дали станува збор за реална градежна офанзива или пак само за предизборна шминка. Се наоѓаме на патниот правец Лагово-Мариово, на 20 на километри од Прилеп, каде што на 1 јули започнаа градежните активности за реконструкција на овој патен правец. Меѓутоа, еве 10 дена подоцна, овде повеќе ја нема механизацијата. Идејќи по патот, наидовме само на една помала група работници кои што работат на санирање на дупките. Дали и кога ќе биде завршен овој пат, останува да видиме. На прашањата дали и зошто работите се стопирани, каде е механизацијата и кога се планира да биде готов овој пат, одговор побаравме од пиар службата на градоначалникот, од каде кратко ни одговорија дека според нивните информации градежните работи требало утре да продолжат, а за повеќе информации не упатија во јавното претпријатие Македонија Пат. Од друга страна, при започнувањето со градежните работи, министерот Цугарески не прецизираше кога точно се планира да се заврши овој 7 километри долг пат од селото Крушејца до селото Штавица, освен дека очекувал забрзување на работата и дека во известен временски период во целост ќе биле завршени планираните активности. Инаку, заради очајната и крајно небезбедна состојба на овој пат, кон крајот на минатата година, поранешни, но и сегашни жители, како и луѓе кои имаат своји бизниси во овој еколошки недобрен крај, протестираа на неколку наврати, барајки итна санација, бидејќи, како што изјавија тогаш, бројот на сообраќајки постојано растел, најмногу заради дупките кои биле цели кратери.